Me bolle cor pa parararararararam. Me bolle cor pa pararararararam. Bararam bararararararam. Bararam bararam barararararam. Има една топ анекдота со покоен Горан Стефановски, нашиот легендарен драмски писател. Ние на факултет, не знам што беше тоа, у фоето, ама ја бев прва година, од прва до четврта година собрани глумци. Сега повеќето од нив многу познати она, значи ја бев прва, значи до четврта година све у фое собрани, онака глумци. Извадиле овие постариве генерации од мојава втора, трета, четврта година джоинти, пуша, димници она фое, вака со лопата да фрлаш дим. Демек некоја таква беше, некоја журка вечерна беше, ама така сега ми текна, у подоцни сати, више знаеш, повадија джоинти внатре, рачуна никој не е тука од професорија. И у еден момент, тоа димници внатре се пуши трава, марихуана. И у еден момент од нигде никаде влага у бифето Горан Стефановски. Влага овие ги гута тоа джинтите недопуштени вака, кој го гута вака, уста го држи му чади од души, кој го бута у уши го крие му чади од нос вака, кој не знам, појма немам, го бута у гаки и почиња да игра брейк денс, онака знаеш, джоинтов неизгасен. Паника не виден. Значи, смрди корне. И Горан влага мртов владен. Дури со никого здраво професоре, добро вечер професоре, како сте професоре, значи не реагира, само се смешка вака клима и продолжава низ бифето, пошто тамо беа тоалетите. Тргнал према тоалетот. И ништо збор не кажу, смрди кор. Иде према тоалетите. Штава унутра, више никој не збори ништо. Сите вака се гледаат, тоа е испогасени, све тоа, джоинтите, некој отвара, джабе отвара таа вратата, тоа нема да излезе у наредни саат време да има. И еви га, сите као баетли, онака, чекаме да се врати Горан од тоалет. Стефановски, искачете го Горан Стефановски по некој време од тоалет, трга према излезот. Ништо не збори, ништо не кажува, значи тоа уште поише онака збунувачки. Ја отвара вратата, за да излезе од фоето, од бифето поправо, ја отвара вратата и онда тогаш се врти, онака шармерски у негов стил, вака фрла поглед кон сите нас, вика. Значи не е проблем што вие пушите трава. Проблем е што на нас професорите не ни даате. И си отиде. Ти унутра беше ломе, онака. Горан Стефановски, не е проблем што вие студентите пушите трава. Проблем е што на нас професорите не ни даате. Така оваа анекдота што сега ми текна, ја поврзуем со ова 40 тони марихуана. Иначе да разчистиме у старт, мислам, ја таа работа имам пробано. Армама, наискрено, никогаш не се навикнав на тој мирис, толку ми е одвратен, да е тоа просто неверојатно. У 4-5 пути у живот така ми се споија притисоци од тоа. Едноставно, онака се осетив дека као дошло време за умирање, одамна многу беше. И знам, тогаш еден диџе од Белград ме виде блед цел и ми акна, вика, дајте од тог џуса тамо. И ми даде една пола литар џус, вика, и да го испијам на екс, како го испив, така ми се отворија очите. Така да никад не сум бил ја, како да кажам, некој поборник на тие ствари. Сум пробал, да, но на мојот организам тоа не му одговара, како што не му одговараат многу други работи, како што сум ви кажал, како што, пример, алкохол испод 4-5, ако испијам у кафана, у најдобар случај, онака идем муабет на маса и више после четвртата, петата и да сакам, не можам да пијам, пошто нешто овде ми се затвора. Сум ви кажал, нема врска. Немам организам ја за такви пороци јаки. Но, апропо анекдотава, значи, сега кој ја да му кажам на премиеров, значи, не е проблем, премиере, што ги лишивте од дрога овие од СДС и ме земавте дрогата. Проблем е што на нас народот не ни даате да се положиме. Се шалам, премиер. Значи, нема подобар начин како да го удриш СДС, а да го заболи. Само земи моја дрогата. Готово, изгубени се. Одма почнуваат да праќаат сега емисари по телевизијата, овие најголеми реджанаци што им се у партија. Овој шмркле мали. Него го праќаат. Он демек да удира од друга страна да го напаѓа ВМРО, демек да дефокусира. Па и што и Заев се појави, за тоа малце потоа. Заев што се појави. И сега овој шмркле
Он искача да ме кажува колку не чини, онда дефокус на друга страна прави. Тој не треба да биде во партија. Него треба сега Мицковски, премиеров, да го најмат него, да му дадат добра плата на тој малиот шмркле. Добра плата да му дадат, да го вработат као она единица на као куче. Онда да њуши дрога кај што има. Не, без боле од кучињана ќе изврши работата. Ту само вака уште кој ќе се појави вака од 3 километра ќе нањуши дрога, ќе намириси. Треба таквите таленти ВМРО да ги искористи. И нормално како награда за тоа. Туп. Се пазете се, ова е марихуана, сепак, знаеш. Страотна работа. 40 тони луѓе и премиеров најави дека може таа бројка да достигне 100 тони запленети. Пазете, таа дрога нелегална ја произведувале овие легалниве фабрики, најверојатно велат били многу блиски до кланов Заеви, ако не идентични, така велат, ја не знам. Ќе си покаже истрага ако има, појма неам. Замислете, легализирани да прават масло од марихуана, значи без она ТХЦ-то, така како се вика, или со мали количини. За лечење, они произведувале нелегална марихуана, значи марихуана опијат. И веројатно, како што рече премиерот, на многу инвентивни начини ја дистрибуирале, ја ваделе од магазини, ја ажурирале, ја каталогизирале, демек тоа е некој отпад, уствари внатре имало пресувани цветови од марихуана. Ако вистина, а не верувам зашто премиерот тоа би го измислил као факт, таа бројка достигне и 100 тони на запленета марихуана, јас стварно мислам дека после таква работа не треба човек да куртули од сите оние кои што имале врска со тоа нелегално производство на марихуана во легални фабрики кои што требале да произведуваат масло. Може би затоа бившиот премиер ЗЗ толку агилно одеднаш се појави во јавноста да ги брани оние кои што се на некој начин кои што ќе се покажат врзани со целиот тој процес на нелегално производство на марихуана. Знаеме кои ги во чие сопствеништво се повеќето такви фабрики или плантажи, како сакате да кажете ги во Македонија. И просто ќе биде вистинско чудо. И голем минус, неопростив минус за оваа власт. Ако овој пат, овој случај, овој скандал не го истера до крај. Тоест, ако не ги видиме на обвинителна клупа буквално од прв до последен, сите кои што се умешани во оваа нелегална активност. Значи не се работи за 40 кила. Се работи за 40 тони кои што може да бидат, ќе се покаже дека ќе бидат најверојатно и 100 тони. И сега имате спинови од типот: да, ама требаше прво србите да фатат 5 тона марихуана, па нашиве, демек, кои што рекле дека најверојатно дошле од Македонија, па нашиве дури тогаш се активирале. Што има везе тоа, бе? Што има везе? Кој беше прво, јајцето или кокошката? Маме, муевам кој прв почна. Што има везе? Тамо се фатени 5 тони у Србија. Овде се фатени 40 тони. И? Кој е поголем факман се? А? Што е битно, како, што тргнало? Не е битно, важно е реагирано, делувано максимално, агилно, прецизно, брутално. Тоа се страотни пари на умало продажба, на терен, на улица. 40 тони, 100 тони. Страотни пари се тоа. Да, тоа точно не е кокаин, но се страотни парите. Тоа е огромен, како да ти огромна количина. Замислете, тоа било нелегално произведена марихуана. Замислете колку милиони некој ќе се збогател од тоа. Тој некој, сега обвинителството тоа треба да го истера до крај. Може би некому нема да му биде судено, да му се суди за велепредавство од прва. Може би тоа е идејата. За почеток да му се суди за нешто сосема друго. А тоа е овој скандал. Па после евентуално утекна тој процес, да биде откриен еден друг процес на велепредавство за кој што ќе биде гонет. Мада искрено за сега не верувам дека тоа некој ќе потегне, но доволно ќе биде и ваква работа, индиректно преку некој друго дело велепредавниците кои што ја предадоа Македонија,
на странски соседни држави, кои што ја натера да клекне пред странски соседни држави, дека секако ќе одат во затвор. Би било убаво да бидат гонети за таа работа, за велепредавство, но да кажеме не би правиле проблеми ако бидат осудени на долгогодишни роби и за нелегално производство на недозволени средства, опијати и така натаму и така натаму. Што значи треба да се навикне оваа влада дека што и да направи, тоа што се однесе на социјалдемократите ќе биде дочекано на нож. Така да не треба да се замара со нивните соопштенија, патетични, мелодрамски, излитени, изматуфени, што би рекле битолчани, воопшто не треба да се занимава со тоа, нека си ја работат работата како и до сега. Има некој кој гледа, големи очи кои што ги гледаат и од страна и кои што го ценат тоа и знаат што значи оваа акција. И дека веројатно за оваа работа треба буквално да им се честита. Но, пак ќе кажам со задршка, да видиме и разрешницата од се ова. Разрешницата би требало да бидат обвиненија, конкретни судски процеси на кои што ќе се утврди вината, кој колку и дали е виновен за таа работа. А што се однесува до акцијата на ВМРО и нашите безбедносни служби, кои што следеле, доаѓале до информации и така натаму, треба навистина да им се честита најчестно и најискрено. Во меѓувреме, светот не престанува да го тресе еден друг скандал, за кој што се сомневам дека ќе има разрешница, гледајќи кој све е умешан таму, вмешан во таа работа. Тоа се новите 3,5 милиони документи кои што беа декласифицирани во случајот на Епштайн или Епстин. Изгледа дека цела Европа, луѓе од најмоćните кругови во многу држави во Европа биле дел од таа приказна или тој синџир, наречете го педофилски, Лолита експрес и така натаму и така натаму. Оставки на видни луѓе, на видни позиции имате од Скандинавија до доле до Португалија, вклучувајќи го и Кралството Британија. За оној Ендрю знаете, што беше ставен у немилост на кралскиот двор, војводата Ендрю, но има и други луѓе внешани од тамо, затоа британците се можеби во моментов најзаинтересирани за тој скандал, најбудно го пратат, кај американциве е застапено малце, како да ви кажам, малце нема таков приоритет каков што има, да кажеме, во Британија или во некои земји во Европа. Гледав некоја шведска, превод од некоја шведска емисија, некоја новинарка вели дека имало случаи во Шведска на неколку истражители, полицајци, како сакате наречете ги, гледајќи ги најновите документи, видеоклипови од она што се случувало на островот на Епштайн, во неговите вили, кај што се одржувале тие бунга педофилски забави, како сакате наречете ги, кои што гледале одредени снимки дека имало случаи на самоубиство на такви истражители. И сега на тема како зошто. Зошто? Затоа што ние како луѓе се раѓаме и не воспитуваат со премисата дека човекот е добар, дека во светот владее љубовта, дека љубовта е посилна од злото, итн. Некои демагоги. И во суштина, кога човек расте во такви околности, каде што кај него најубаво фаќаат корен ваквите демагоги, тој истиот човек, кога под X причини ќе дојде во ситуација, екстремна ситуација, кај што сите тие демагоги, кај што фатиле кај него најцрст корен ќе пукнат као мејор од сапуница, нормално да се јавува еден таков посттравматски стрес, да одредени карактери, одредени ментални склопови не може да го поднесат, соочени со длабочината, иманентноста на злото кај човекот,
која ќе се манифестира во полн ек, би рекол, од полна пара, веројатно не можејќи да се соочат со таа вистина, за границите кои што може да ги поминат луѓето на пристојно однесување и да станат нешто сосема друго, веројатно кај нив, кај тие луѓе прави таков стрес кај што не може да го поднесе тоа соочен со она што се случува реално, посебено кога ќе види дека луѓе кои што го управуваат на некој начин светот, од чии одлуки политички зависи безбедноста на светот, безбедноста на луѓето и икс други работи, кога ќе ги видат во едни такви анимални ситуации, каде што има канибализам, има жртвување на човечки жртви, на деца, се прават некои ритуали, кои што се вакви или онакви, кои што во име на нешто се прават и сексуални оргии, каде што се слави појма неам овој или оној демон, како сакате наречете го. Едноставно, кога ќе видат дека во дечките луѓе на овој свет, нивните идоли, ако сакате, од друга страна, оние кои што потекнуваат од светот на забавата, на филмот, музиката, кога ќе ги види во едни такви околности, кај него буквално секоја илузија за добрината, за љубовта, за моралот, едноставно, у истиот момент му распрснува и повеќе не знаат што со себе, тоест толку се дезориентираат, целокупниот нив ментален склоп, се она што научиле, виделе, биле воспитувани, се распаднало за една секунда и веројатно затоа посегаат по својот живот. Трагично е што многу од овие личности, мажи, жени, кои што поднесуваат оставки ширум Европа, затоа што на некој начин им било јавено дека се ги има во новите документи декласифицирани за скандалот Епштейн, или пак биле презентирани, ги виделе, многу од тие кои што даваат оставки, дали во појма немам во како се вика тоа, тој што си даде лордот оставка у Британија, не знам, у Норвешка, у Шпанија, у Франција, у Германија, во Шведска. Фасцинантно е што некои од тие луѓе, замислете, дали сега, дали во минатото, биле челници на организации, замислете, за заштита на правата на децата, да кажеме. Не сега, но некогаш во минатото биле и тоа. Овие, кои што биле дел од тие педофилски синџи или педофилски журки на Епштейн. Журки кои што биле користени да се евидентираат сите присутни, за утре да бидат врбувани, држани под конец, држани под контрола на некои други моќници, за да можат да спроведуваат одлуки што ќе бидат побарани од нив да бидат спроведени. Тоа го зборев и порано, тоа може да го прави човек само кој што има длабока поврзаност со одредени многу моќни структури политички, многу моќни тајни безбедносни служби, кои што му обезбедувале полна логистика, услови тоа да може да го прави. Во врска со десензибилизацијата, некој се прашува како е можно едни такви личности кои што до вчера важеле за сосем пристојни, шармантни, сте ги сакале, дали бил политичар, дали бил филмска звезда, музичка звезда, априори сте ги доживувале како позитивни, добри и така натаму, затоа што биле забавни, нивните филмови биле одлични, биле во нивните филмови биле смешни, биле приемчиви, атрактивни. И наеднаш дознаете за нив некои работи кои што пркосат на секоја представа што сте имале за нив. Одговорот на тоа е многу прост, како што спомнав, се нарекува десензибилизација, кога вашето тело долго време ќе го изложите на екстремни сензации, екстремни фантазии. После тоа нормално е вашето тело повеќе да не реагира на се она што ви било возбудливо претходно, или на се она што ви било некаков
предизвик претходно. Едноставно, со многу поекстремни сензации, барања, фантазии, се она што претходно ве возбудувало, вие фактички сте го неутрализирале, сте го поништиле. И нормално е, колку повеќе бараш, толку побрзо се заштитуваш и толку повеќе бараш уште повисоко, подалеку, пооткачано од ова, поекстремно од ова, поекстремно од ова. Токму затоа они дошле до ситуација да ги прават и тие сатанистички, ако сакате и кабалистички ритуали во кои што ете така велат се принесувале и жртви и човечки и се јадело и човечко месо, значи во некоја рака били канибалистички журките, освен што биле кабалистички или не знам какви. Тој уште еден показател колку човекот уствари не е добар. Не можете да го дефинирате дека човекот е добар. Тоа е обична, како да ви кажам, демагошка флоскула, парола, мит, ако сакате. Затоа што се она што на времето сме го прочитале у книгите на Маркез де Сад, а ја не ви советувам да отворите било која негова книга да читате. Јас сум се сметал секојаш за човек што сум можел да видам, да поднесам се, да видам. Кога ги читате тие книги, едноставно, пазете, не гледате ништо, вие ги читате. Вие не можете да го дочитате тоа нешто. Вие мислите дека тоа што го пишал Маркез де Сад во тие негови книги, дека е фантазија на еден пореметен ум, кој што да, морал да биде сведок на тие настани, иначе не би можел до тој детал да ги опишува работите што се случуваат во неговите книги, особено ако ја земете книгата 120 денови со дома. Ама знаете како читате и мислите, ајде, ова добро се случувало тогаш, пред 2-3 века, у тамо некој француско благородништво, некој француски благороднички високи кругови, мрат, ама добро, тоа више сега не се случува. Излезе дека тоа било, како да ви кажам, како се вика она, тјуторијал, учебник, за секоја наредна генерација моќници политички, не само во француски двор, него и многу пошироко во секој двор. Метафорички кажано, во секоја власт, голема држава, кои што биле на и помали држави кои што биле на најголеми позиции, како да им бил ова тјуторијал, Маркез де Сад, да може да си ги исполни сите своји валкани фантазии. Така што апсолутно разбирам одлуката на некој од овие, разбирам, не можеш да разбереш тоа, не се разбира, но болката, траумата која што била предизвикана кај некој од овие истражители кои што ги гледале видеоклипчињата од она што се случувало на островот и во другите резиденции на Епштајн, кога едноставно нивната психа пукнала и се решиле дури на таков чин, ова е на самоубиство. Не можеше ги да поднесат таа траума, тоа што го виделе дека некој е спремен да го направи, за да си задоволи некои најпримарни, примордијални нагони, затоа што мисли дека е семоќен, дека законот него не го допира и така натаму и така натаму. И нормално е што се го поставиле прашањето. Ако вие се тие на кои што треба да се потпреме, за да очекуваме утре еден стабилен, мирен, безбеден свет, ако се овие тие на кои што треба да се потпреме и да веруваме дека ќе бидат совршено разумни, да не се случи некој големо срање во светот, дека ќе бидат совршено разумни од одреден момент, да направат се, да не дојде до големо срање во светот, некоја нуклеарна војна, која виделе каков живот живеат, таен, сватиле веројатно дека на овој свет ништо добро не му се пишува. Ништо добро не му се пишува. Ако моралните принципи кај секој индивидуа, посебно на сите тие, до таа мера се расточиле или се распаднале, онда стварно никој од нас не треба да очекува дека овој свет може да се извади од следниот голем клинч во кој што ќе се најде, поголем од овој моменталниот. Кога овој моменталниот би ескалирал, а ќе ескалира, многу е неблаг
годарно да се биде оптимист, да се верува дека ќе има доволно разумни луѓе на планетава кои што би спречиле да кажеме еден нуклеарен Армагедон, на таква трета светска војна која што би било исто време нуклеарна. Гледајќи што се случува. Внимавајте. Ова што сега го објави, 3,5 милиони документи или колку и да се, најнови. Администрацијата на Трамп. Можете да замислите уште колку милиони не се објавени. За да не се откријат токму некои други луѓе кои што у моментот не треба да бидат разоткриени. Меѓу кои тој, затоа што многу добро се знае од досегашните фотографии дека Трамп и тоа како добро и се познавал и многу блиску соработувал и комуницирал со тој Епштейн. Може да замислите колку милиони не се објавени и што све има на тие. И ако се земе во предвид дека има девојки од Балканов кои што биле вмешани во таа мрежа педофилска на Епштейн, соработувале со Епштейн, значи му носеле девојки од овој регион, ќе кажам пошироко, нема да го прецизирам кој е. Можете да замислите што уште има у тие документи. Може би понекогаш е добро кога ќе ти се разбијат сите ортодоксни сваќања што ги имаш за светот, сите погрешни сваќања фундирани, базирани на одредени демагогии, така за позитивноста, за владењето на љубовта, милоста, нивната јачина, победата на доброто врз злото. Затоа вела може би е подобро кога некојаш тие погрешни представи што си ги имаш у глава ќе ти се разбијат што порано у животот. На мојата генерација успеа да им се разбијат, затоа што беа сведоци на многу немили настани. Кога видовме човечкото зло до кај може да отиде, со своји очи сме виделе тоа. Но е многу потешко веројатно за луѓето од тој западна хемисфера кои што многу ретко доаѓаат во допир за тие сваќања да им се разбијат, многу помалце изгледи имаат да дојдат да бидат сведоци на такви настани за тие нивни погрешни представи да се разбијат, па затоа ако ќе дојде некој ваков настан како што овој сега, скандал од такви огромни размери, страотни размери, со страотна содржина, нормално е нели да реагираат како што реагираат. Да видиме што ќе се случи. Можно и тој скандал тамо да биде делумно или во голема мера ставен под тепих. Премногу луѓе се инволвирани, премногу моќници, буквално значи може да се заврти целокупниот, тоест тие, како да кажам, структури на моќ во западната хемисфера буквално може да бидат превртени као чорапа или превртени на глава и тоа не може да нема страшни последици, па затоа веројатно ќе одат на варијанта на жртвени јагниња, ќе одберат неколку души, од вама, од тамо, од онамо, од овамо, кои што ќе бидат нели означени како жртвени јагниња да го примат поголемиот дел од ударот на скандалот врз себе на сметка на тоа да се спасат некои многу помоćни од нив. Тоа е тоа. Се гледаме во некоја друга прилика, ако меѓу време влада не пушти некој орешник навака, па да биде ха-ха-ха-хи-хи. А може и треба да бъдеш матер.